Синоќа заврши овогодинешното издание 18-то поред на Интернационалниот фестивал на монодрама Битола 2016. Најсилен впечаток во конкуренција на монодрамски остварувања на актери од САД, Израел, Ерменија, Бугарија, Хрватска, Албанија, Србија и Македонија. Годинава остави литванската актерка Јоланта Поденојте, која ја изведе монодрамата Те чекам злато и која според одлуката на меѓународното стручно жири е годинешниот победник на Интернационалниот фестивал на монодрама. Согласно восстановената традиција на фестивалот во Битола, со гласање беше доделена и награда од публиката, која за најдобре ја прогласи монооперата Дневникот на лудиот, што ја изведе хрватскиот актер Озрен Грабарик, а ја режираше битолчанецот Марија Нечак. Годинава фестивалот донесе повеќе представи, но и поголем квалитет, вели првиот човек на Центарот за култура во Битола Борче Димитровски. Одлично е чувството кога зад нас е еден навистина прекрасен настан. 18-тото издание на фестивалот на монодрама, иако можеби ќе звучи како клише, според оценките на сите беше најдобро досега, и во однос на квалитетот на представите, но и во однос на самата атмосфера која што владаеше и кај учесниците, и кај стручната јавност, и кај публиката, и сублимирано севкупниот впечаток е дека зад нас еден одличен фестивал, 7 дена, 17 представи, 9 држави, 13 монодрами во официјална конкуренција, 5 продукции, копродукции на македонски монодрами, што е најголема бројка на представи од Македонија кои што учествували, што говори и потврдува дека фестивалот си го има соодветното место на театарската мапа и во Македонија и во регионот. Во чест на наградените, фестивалската завеса на фестивалот на монодрама ја спушти актерите од театар комедија од Скопје, која изведоа представата Случајот Хармс од Даниел Хармс, а во режија на Дино Мустафик. Фестивалот на монодрама е во организација на Центарот за култура во Битола, под покровителство на Министерството за култура.